25-тиот македонски бисер би се рекло најинтересната дуел меѓу Насир Гаджиханов, македонскиот олимпиец, освојувач на 7-то место во Сиднеј, и Шахмир Османов од Русија. Гаджиханов во црвен дрес, Османов во син воеднова и последна борба на годинашниот бисер, што по втор пат се одржува во Неготино, првиот пат беше тоа 84-та година. Инаку во оваа категорија имаше 5 борачи, освојувач на бронзениот медал е Осман Джуртурбаев од Турција. Бетин Вранези е 4-то пласиран. Абакиов од Македонија е 5-тиот борач. Изминува првата минута од борбата, се уште без освоен поен, ниту еден од борачите. Ќе се води тактичка борба. Гаджиханов го користи првото мало невнимание на противникот за да освои поен. Значи 1:0 за Насир Гаджиханов. Шахмир Османов сега добро парира во ова акција на Гаджиханов. Македонија до сега 3 злата, Унгарија 2, Турција и Бугарија по 1. Македонија 4 сребра, Турција 2, Унгарија 1. Бронзените медали по 3 за Турција и Македонија и 1 за Бугарија. Уште еден поен за Насир Гаджиханов, 2:0. Истекува втората минута од првата рунда. Важи до улогата на фаворит Гаджиханов, меѓутоа сега еден поен за Османов. Го искористи невниманието на Гаджиханов, ручинот Османов за да освои поен. Уште 30 секунди од првата рунда. Не треба да повторам дека токму Гаджиханов може би беше најмногу оштетен од нашите на Олимписките игри во Сиднеј, бидејќи во на борба со поразот од германецот Леополд, контраверзна борба, не успеа да влезе во завршницата, бидејќи загуби по чудните судиски одлуки од Леополд. Во меѓувреме завршува првата рунда, 2:1 за Гаджиханов против Османов. Подоцна Леополд успеа да стигне до златниот медал, но откако беше откриен на допинг контролата дека користел недозволени средства, неговото злато му беше одземено, па така Гаджиханов од 8-то едноставно беше поместен на 7-то место, меѓутоа неправдата што беше направена на Душекот не можеше да се исправи. Крај него е и селекторот на нашата репрезентација, Ристо Дарлев. Секако советите во овие 30 секунди и пауза, што би секло и можност да се земе здив за борачите. Се добре дојдени. Почеток и на втората рунда во оваа последна борба на 25-тиот македонски бисер. Треба уште еден поен, најмалку за Гаджиханов, за во регуларните 6 минути да стигне до победа. Се тактизира сега во овие моменти, никој од борачите не сака да му дозволи на противникот можност за да ја казни грешката, се разбира евентуалната. Уште 1 минута и 30 секунди до крајот. Дали ова сега шанса за Гаджиханов
да освои нов поен. Меѓутоа и Османов дава силен отпор. Успева Гаджиханов да го освои третиот поен, дојде зад противникот. Ја материализираше ова акција Насир Гаджиханов. Сега веќе може и помирно и потактички да се бори во продолжението во престанатите 1 минута и 9 секунди. Последната минута е во тек, акција на Османов. Се обидува сега Гаджиханов да го запре тој негов напад. Успе да се извлече Гаджиханов, остануваат уште 45 секунди. Погледнови на семафорот, Насир Гаджиханов, секако јасно му е дека се наоѓа пред победа, треба само да ги издржи овие 30 секунди. Опит сега на Османов да освои поен, меѓутоа Гаджиханов добро се спротивставува. Остануваат уште 15 секунди до крајот, нова акција на Гаджиханов. И четврти поен за Гаджиханов, 4:1, уште 8 секунди до крај, би требало само уште рутински да заврши ова борба со победа на нашиот борач Насир Гаджиханов во категоријата до 76 килограми, 4:1 на поени, победа на Насир Гаджиханов против Русинот Шахмар Османов. Едното место го освои турчинот Џур Турбаев.